Преспанскиот договор затвори едно прашање, повеќе деценијски спор за името со Грција. Ние сега од оваа временска дистанца, 8 години како сме земја членка на НАТО, дел од најмокниот воен сојуз, нешто што поттикнува и инвеститори да дојдат да инвестираат во земјата, што видовме за време на нашите мандати. За жал сега оваа власт тоа не го прави, не го практикува, едноставно немаат капацитет да ја водат и економијата како што треба. Треба да се го поставиме единствено, според мене, следното прашање. Каде ќе бевме сега да тој повеќе деценијски спор со Грција беше решен на почетокот на 90-тите години? Дали ќе бевме во рангот на една Словенија? Аз сум прилично сигурен дека ќе бевме со сите проблеми кои што сега се соочуваме, едноставно немаше да треба да се соочуваме. И тоа е само уште еден аргумент во прилог на тоа да храбрите државнички политики се тие кои што ни требаат. Не ни требаат политичари кукавици, како што сега седат во владата, кои што се грижат само за сопствениот интерес. Во контекст на средите со земјоделците, како пратеници ќе предложите или некаи мерки да се помогне од интервенцијата? Секогаш има можност нешто да се направи. Сега се исплаќаат субвенции за тутунарите. Но што се случува? Парите ги префрлаат од други програми. И нема исплата на субвенции за другите сектори во земјоделието. Односно, еве не се исплатени субвенциите за раноградинарски култури, а тие се исплаќаат вообичаено пред субвенциите за тутунот. Жалам што нема слух оваа власт и сите наши предлози добри ги одбива. Минатата година дававме предлог да се зголеми откупната цена на грозјето. Тоа не се случи. Го одбија тој предлог. Така да затоа сме на средба тука заедно со пратеникот Борче Цветков. Ќе дадеме веќе овие денови некои предлози. Се надевам дека ќе има слух, но за жал мислам дека ќе продолжи праксата во која што оваа власт нема тие добри предлози да ги прифати.